почитувани представници на медиумите, на денешната пресконференција сакам да информирам за новините кои ги предвидовме во предлог законот за изменување и дополнување на законот за евиденции од областа на здравството, со кои правиме значаен чекор кон целосна дигитализација на здравствениот систем, а нашата цел е здравствените податоци да се водат модерно, безбедно и поврзано, со што ќе се подобри и квалитетот на здравствените услуги на пациентите во нашата држава. Со ова законско решение, кој денови веќе биде поставено на ЕНЕР, се надминуваат досегашните ограничувања во системот на здравствени евиденции и се овозможува нивно целосно електронско водење преку Националниот систем за електронски евиденции во здравството. Тоа значи дека медицинската документација, упатите, рецептите, извештаите и регистрите ќе се водат дигитално, а хартиената документација ќе се користи само во исклучителни ситуации како привремено решение при прекин на системот. Една од клучните новини е регулирање на електронското здравствено досие за секој пациент во државата, кој ќе представува централен извор за сите здравствени податоци на пациентот, од прегледи и резултати до упати, рецепти и телемедицински услуги. Со ова се овозможува подобра следливост на здравствената состојба на пациентот и поефикасна здравствена грижа за пациентите. Законот исто така предвидува и техничка и семантичка интероперабилност на сите здравствени информатички системи, што значи дека сите јавни и приватни здравствени установи ќе мора да користат систем усогласен со националниот систем, преку водење на сертифицирање на информатички системи и задолжително евидентирање на секој пристап до здравствените податоци со цел зголемување на безбедноста и транспарентноста. Со новите законски решенија, значително ќе се подобри и пристапот на граѓаните до сопственото здравствено досие, преку електронски портал или преку мобилна апликација со јасно утврдени правила за пристап кај малолетните лица и со можност за овластување на друго лице за пристап. Дополнително, за прв пат се регулира интеграција на телемедицината и мобилното здравство, mHealth, во националниот здравствен систем, при што телемедицинските услуги добиваат еднаква правна важност како и физичките прегледи. Предлог законот предвидува и можност за секундарна употреба и анонимизирани здравствени податоци, исклучиво за цел од јавен интерес, научни истражувања, статистика, образование и развој на здравствените политики, при што строго ќе биде забрането секоја употреба што би можело да доведе до дискриминација, профилирање или економска штета за поединецот. Со измените се предвидуваат и централизација и интеграција на здравствените регистри во рамките на националниот систем, како и зајакнување на безбедносните стандарди со обврска за здравствените установи да воспоставуваат систем за управување со информацијска безбедност и да пријавуваат евентуални безбедносни инциденти во системот. Предложените законски измени се делумно усогласени со најновите европски регулативи во областа на дигиталното здравство, вклучително и регулативата за европски простор за здравствени податоци. Со овој закон се поставуваат темелите за модерен, сигурен и интероперабилен систем за управување со здравствените податоци, кој ќе придонесе за подобар квалитет на здравствените услуги, поефикасно функционирање на здравствените системи и поголема достапност на услугите за граѓаните, следејќи ги трендовите во оваа област во светот. Почитувани, како што знаете, веќе се во финална фаза измените на 12 закони од областа на здравството и како што сте информирани, истите ги објавуваме на ЕНЕР. Конкретно, веќе се поставени Законот за здравствена заштита, Законот за заштита од пушењето, Законот за здравствено осигурување,
А завчера исто така информиравме и за Законот за заштита на населението од заразни болести, каде исто така и тука предвидуваме новини во рамките на заложбите за дигитализација на здравствениот систем. Ви благодарам многу.